Почитувани гледачи на ОТВ, ги испративме сите празници, прославивме две нови години, и календарска и православна, го прославивме Божи, ги крстивме и водите, помина и водици, помина значи некрстените 12 дена, треба да почнеме со посериозна и поактивна работа. А денеска ви носиме еден многу интересен муабет, еден многу интересен човек, професор по географија, и имаше една многу интересна случка пред Нова година, се пишуваше многу, напише и тој поголем статус, ама ќе ви ја раскажеме денеска приказната подетално со нас Милан Јаковски. Кажувај, сакаш да ми кажеш нешто? Сакам да те поправам за две работи. Кажувај. Случката која што ја спомна беше по Нова година. По Нова година? 3 јануари. Ама ти многу не си дочекал да влезе година во Два дена по Нова година, а втората работа Милан Јаковски. Јаковски? Да. Јас си го знам како Мики и се знаеме многу одавна, растени на некои се 20 на метри, 3-4 кујчи неделија. Така, од деца. Од деца се знаеме, немавме исти патишта, тој си стана професор, јас почнав да се занимавам со 300 чуда во животот и ми беше многу интересно изненадување, пошто се следиве на Facebook, кога видов дека планинариш онака за сериозно. Сега сакам за почеток, за да ја воведиме публика во целата приказна, да ми раскажеш кога бе, пошто сме се знаеле, ама никош не сме се дружеле, кога почнете со планинарење, во кои те зарази, како? Така. Како што кажа, се знаеме од многу мали. Јас со планинарење почнав малку на повозрастни години, да речам од студентските денови. Како што кажа, наиптено дете. Не, уште во средна школа, можеби тука околно до Трескавец, на Селечка планина, но посериозно, значи, уште од моите студентски денови и самата професија како што ме најави, јас сум професор по географија и самиот факултет, значи, ми налагаше, мислам, не со сила кој сакаше, ама ја како што ги учеше теоретски работи, сакам да ги се роди желбата да ги посетуваш. Така, јас бев од тие студенти што сакав да присуствувам на тие теренски настави и можам да кажам дека уште од мојата 19-20 година јас почнав, значи, да се занимавам со планинарењето. Почнав така. Да, уште од факултет се организираа доста тури кои што беа претежно во нашава држава, имаше, значи, и надвор во Србија неколку тури каде што како студенти престојувавме во соработка со други студенти од факултетот од Србија. Како се реши да учиш географија баш? Географија како се решив да учам, некако уште од основно од сите предмети што ги учевме, некако географијата најмногу ми одеше, најмногу ми лежеше. Сакав така да памтам бројки, поими и кога... Која надморска височина е Прилеп? Прилеп е од 650 до 750 метри надморска висина, значи зависно која точка. Ова ќе го проверам после снимање по монтажата, ќе го клај. И така, значи, со самата ме збуни се. Докај бевме. Повеќе пресечиш, така? Нема ништо, не сеќам супер. Не. Докај бевме со мовето? Бевме до памтиш бројки. Така, и се насочив, значи, кон географијата, со самото завршување на гимназиското образование, размислував што, како, некако најмногу ми лежеше географијата како предмет е многу убав предмет, многу убава наука и така одлучив да се запишам на географија, завршив географија, после самото завршување одма и се вработив и еве ден денеска се занимавам со географијата. Колку време си веќе професор? Првично од кога почнав 2011, 15 години. Значи 15 години. Прво во Кривогаштани. Така. Почнав да работам. Пошто си е ред, сите млади професори по села почнав. Таму бев на замена, после таа заменив мала пауза, неколку месеци, па се вработив во училиштето каде што учев и каде ти што учеше и денеска и таму работам и тоа ми е посебно вака драго. Кире Гавриловски најдобро. Кире Гавриловски јаде. Излегле од таму. КГЈ.
може најинтересните луѓе кои се особено за јавна работа. Така, нас Пола театар е открива, да, има повеќе од пола. доста актери има кои што се од Кои Кирил што се Гавриловски. обича и твоја генерација И се моја всушност, генерација и во најголем мои број. другари, Так. блиски другари, најдобри Поздрав другари. до таа генерација со никој се немам снимено. И тие па и никој не се тука. Сите заминаја. Претежно да, Освен Кате. нашава А со Кате Кате, се да. имаме снимено. Нашава генерација е Александар, Степан Олевски, Црцоро, Црцоро, Настески, Димитрина Димитрина не учеше Кире Гавриловски. Не, Насте Кире Гавриловски. Настески, Така Чакмаковска е Катерина, таа е тука, Да. ама пак од тие 2-3 генерации кои што беа, излегоа солидни, да речем, и најдобрите актери денес во Македонија. Која ти е, кажи ми, прва онака дестинација која се ти добро, вие нашиве околниве сигурно ти биле си ја истражувала околинава, прва онака предизвикувачка дестинација и дали реално во Македонија која се важи за планинска земја имаме предизвикувачки планини? Така. Прво, како што кажав, прво значи беа овде околниве дестинации кај нас во средношколските денови, но да речам посериозно, пошто во планина има два вида на планинарење, едно планинарење онака релаксирачки, да се шеташ низ природа, на не толку опасни да речам места, а второто планинарење е искачување на високи врвови. Јас за прв пат со височините почнав 2016 година и за прв пат ми беше врвот Пелистер на Баба Планин. Тогаш ќе го дискутираме потоцна. Тогаш беше летни услови, во август месец, со група на планинари, се пријавив на таа тура и после значи таа тура можеме да кажем беше доста убава турата, напорна, но и возбудувачка, и влеговме во езерото, се искапивме во големо езеро, за прв пат се искапив во едно такво планинско ледничко езеро, да речем. И како е чувство да се капиш во тие езера? Никој во Охридско не сакам да се капам, а не на такво планинско, разум студ. Ладно е, меѓутоа е и релаксирачко за телото, значи за толку пешачење, за една таква тура, после да влезеш, стварно релаксирачки во една таква вода. Нормално не можеш да останеш еден сат да се капеш, али неколку минути така да се изладиш, е стварно убаво чувството. Имаме една девојка во Македонија која што се капи во ладни води, така и исклучително по социјални мрежи популарна. Бетика, мислам. Да, Бетика. И ти работи ще ги прави таа, не знам. Ама исклучително здраво и го челиш. Здраво, докажано дека капењето во ладна вода, во зимски, па и во летниот период, било кој период од годината е доста здраво. И затоа и овие што се сите спа центри располагаат со повеќе базенти, значи да почнеш од најтопла вода, па постепено значи да завршиш во најстудена вода, пошто да, и при самото туширање јас тоа практикувам, и слушам и многу луѓе го практикува. Значи, во зима ја намалуваш топлината? Во зима, да, ја намалувам топлината и на самиот крај со сосема ладна вода, колку што можеш да издржиш. До студен, значи... Да пробаш. До муабетов, до студен, како да ти кажеш? Да пробаш. Не може. Да пробаш. Сакам ладна вода и то само кога е оно супер жешко, кога се приверам онака испод, така можам со ладна вода во лето, ама и во лето колку може и низ цепките реално да е ладна. Ја претежно на тури кај да начекам на било која планина. Се капам, еве сега и летовска бев на Алпи, исто така во една река во Италија, излеговме, водата беше премногу ладна. Претходно бев на рафтинг Црна Гора, исто беше водата едно 4-5 степени и влеговме, се капам, то секој ден се капев. Само заради тоа нема да го пробам тој рафтинг, во ладна водата, многу возбудливо изгледа и сакам такви адреналински работи, ама да не е ладно. Рече првиот врв е Пелистер, првата е По-сериозен над 2500 метри Пелистер. Колку е Пелистер веќе? 2601. Добро, ова ќе ми биде интересно за монтажа и ќе биде многу едукативно, особено за некој што сака географија.
мислам дека за сите ќе биде забавно да ги Фала Богу, да му да, оставиме еден материјал кај што ќе може да поднаучи нешта ете и со бројки. Ајде, тој летен врв прв посериозен, кој ти е прв зимски врв или онака кај што реално треба сериозна опрема? Прв еве, значи, пак ќе го кажем Пелистер, пошто стварно ми е тој првиот зимски, во зимски услови врв кој што ги имам качено, а покрај него во нашава држава овдека имам качено доста врвови, овие повисоките, Солонска глава, Тито врв, Крчин, имам, значи, Кој е највисок кај нас? кај нас највисоки кораб, Си го искачал? па 5-6 пати. 5-6 Да. пати. И треба сериозна подготовка за кораб? Види, Или за... може, например, еве да речеме, Треба. јас сум месец дена Треба, значи, ќе го искачиш и ти, ни дека нема да го искачиш, само ќе бидеш многу преоптеретен и после тоа можеш да имаш мака, болки во мускулите. Добро, Зато тоа- се треба, значи, постепено, инаку со помош, со водич, ќе го искачиш. Така. Ајде А сега. сериозен врв е кораб, е доста сериозен врв, како и сите други. Тито врв исто стварно е многу сериозен Особено врв. во зимски услови се. Тито врв во зимски услови е еден од најтешките врвови, каде што стварно, значи, времето се менува во минутата. Од преубаво летно време може да биде и големо невреме да фати. Исто така ни си има случајно на Бакардан врвот посебно. Тука настанува најголемата бура на Тито врв и Тито врв е еден од врвовите кој што ако се спремеш за некои повисоки врвови во Европа или надвор од Европа, Тито врв неколку пати, барем во зимски услови, треба да го поминеш. Ако правиме муабет дека тие се најсериозните во Македонија и се сакаат подготовка, кога прв пат ги прекрши границиве и кој ти е највисок врв кој што си ги искачал надвор од Македонија? Летото, лани, значи 2025 година, се спремав за да одам на Монблан и тргнавме да одиме на Монблан. Бевме една неделна, да речам, тура, експедиција и претходно искачивме два врва за климатизација, пирамида и Палерхорн врвот. Пирамида беше 4200 метри надморска висина, тоа е на Монтероса планината, исто и Балетхорн врвот, 4162 метри, тие ми се највисоките. Имавме, значи, обид да се качуваме на Монблан, стасавме до 3200 метри, до Тетрус, планинскиот дом, каде што времето се смени, стана силно невреме, истиот ден имаше и две жртви, французин и французинка, за жал, и почекавме тука една ноќ во планинарскиот дом, другиот ден времето, значи, продолжи да биде лошо, ние немавме повеќе време за да чекаме, се вративме, слеговме и го искачивме еден од, да речеме, на Алпите, може би најатрактивен, не нај, ама еден во најатрактивните, Гранд Парадисо, 4060 метри надморска висина. Не се чувствуваш на моменти или сите вие кои што се занимавате, одите обично во групи, сте експедиции, така не се чувствувате дека малку отпече ги предизвикувате планини, особено во зима или баш таа идејата? Да, може би, значи, некогаш и да претераме малку, меѓутоа, како што кажав, јас планинарењето го правам повеќе адреналинско, планинарење кој што, еве, предизвикува адреналин, искачување на повисоки дестинации, искачување во малку може би по непогодни услови, но сепак, значи, треба да се почитуваат условите. Некогаш може да направиме и погрешна проценка, меѓутоа и самото време може да ни изненади во моментот. И затоа, значи, Така, тука се менува во минута. Да, последната случка, значи, времето доста моментално се промени во секундата и затоа, значи, сето тоа искуство, некои вежби и подготовки кои што ги правиме, се за во такви ситуации да можеш да се снајдеш и да се вратиш безбедно.
Ајде сега да премениме на работа која што реално како професори тие од една страна работа да ги едуцираш децата, ама ти одиш малку понатаму и формираш планинарска секција. Ретко кој во денешно време се занимава да формира секција и да си поминува дел од слободното време со учениците. Кажи ми прво каков одзив имаш кај децата, дали имаш секогаш онака баш пријавени кои што сакаат? Како што кажа, значи да формираш една секција, посебно ваква каква што е географската секција млади ентузијасти, поздрав до сите мои ученици и од претходната генерација и од оваа генерација сега што ми се во секцијата. Е голема одговорност и не секој се нафаќа, значи да преземи таква одговорност. После кошта, значи време, кошти финанси. Пошто во мојата секција јас за учениците обезбедувам со нормална поддршка од мои пријатели, ги обезбедувам сите потребни работи од храна, превоз и така натаму. Значи децата му се бесплатно? Да, само да имаат желба да учествуваат. Таа географска секција, како што реков, има одговорност, но сепак ние работиме, мора некогаш да преземеме одговорност за да најдеме, да направиме нешто поквалитетно. Инаку може само шаблонски да одиме на училиште, да држиме часови, да се заминуваме дома или од училиште на кафе. Како 99,9% од луѓето што воопшто функционираат кај нас во држава. Има наставници кои се квалитетни кај нас. Во секој случај, соидете си прамувавете во моментов кој што реално реши дел од слободното време да му оддели на децата. И мора да се преземе одговорност. Ова одговорност ја преземам јас како наставник, не за популарност. Иако стана многу популарна секцијата, нас не вика, гостувавме во многу национални телевизии овде кај нас во нашата држава и идеја не снимаја и подевме, значи, на емисии и така натаму. Го направив ова затоа што во голем дел од земите, каде што имаме каде што има многу квалитетно образование, земите со едно од најквалитетните образование, професорите тоа го прават. Да е за име на Словенија. Ја бев на Трилав и таму видов ученици кои што ги носеа четврто, петто одделение да го кача Триглав. Словенците вика кој не се качил на Триглав не е словенец. Планината му нуди на секој човек, а посебно на децата, значи, но добар, здрав психофизички развој. Ги учи, значи, да бидат самостојни, и не само децата, и нас возрастните, да се борат, да дојдат до некој проблем, мака, кој што морат да го решат, да го совладаат. Ги зближува. Натурите, значи, сите се рамноправни, сите имаат само еден проблем, една мака, да го качат врвот, па да си споделат храна, да си споделат вода. Заедничка цел има. Така, значи се односите, другарските односи помеѓу учениците се зголемуваат. И тоа е квалитет на образованието. И еден таков ден поминат во природа или час заменува па можеби 4-5 часа во училница од предметот географија, биологија, историја, физичко образование, затоа што децата имаат можност да излезат и се она што го спомнале во училница да го видат, да го видат во живо. Па и ние како студенти книгата читаш. Ама кога ќе појдевме на теренска настава, кога ќе го видевме нештото, тогаш ти стануваат многу работи појасни. Види, кога заеднички ви преврадиш сериозен проблем, многу повеќе се зближуваш со групата која што го правиш. Вела ништо не зближува повеќе од заеднички непријател. Сега во случајов не е непријател, ама се услови кои што се сладка мака која што кој што не е баш лесно да направиш. Па не е лесно, ти со ученици од 13-14 години да ги качиш највисоките врвови во Македонија е стварно за поздрав. Апсолутно и за почит. Кажи ми, велиш дека сега имаш втора генерација секција. Да. Дали од првата имаш информација си уште во контакт, дали бидна планинари од тие деца? Бидна, значи дел од тие деца продолжија да планинарат, дел некогаш ги носам и со мене. Кога, пример, летен период се на распуст или било како,
идат ми се јавуваат и сакат значи да идат, ги носам некој со мене и така ете се роди од тие 10 ученици, па 2-3 да останат планинари и да го практикуваат планинарењето. И то не е целта, значи да ги наведеме учениците на нешто позитивно. Не само да влезам во училница, да ја предам лекцијата и да заврши тука образованието. Ќе одговара, другиот ден ќе заборега, вака ќе ги искусат работите сосема и друг однос. Така, треба наставава поиќе да се пренасочи спрема мене. Поиќе да се пренасочи на теренска настава, отколку само теорија во училница и тоа го практикуваат, како што кажав, најразвиените земји во Европа и во светот. Сакам да даеш еден совет на сите, за сите почетници планинари, да сите кои што има желба да се занимава со оваа работа. Некои не почнуваат од немање храброст, некои од различни причини, затоа што сепак се е предизвикувачка работа. Што еден basic планинарски кит треба да го има секој ден пред да тргне планина? Најбитно е да реши да тргне. Ако тргне и ако направи 2-3 тури, од него после е планинар. Први нормално со некој поискусен, што веќе планинарел, да излези на некоја помала релација, не треба никогаш ништо да се форсира, и знаеме дека ако нештото го форсираме, може да створиме спротивно дејство, односно одбилност. И затоа јас со децата, тие се скроз почетници, значи, воопшто не излезени во природа, освен на еднодневна екскурзија која што ги носиме. И секогаш јас се вунам екскурзијата да биде, знаеш, ние како одевме на екскурзија од Кире Гавриловски пешки до Селце и назад. Одевме, јас се а не со автобуси да одиме на екскурзија. Јас се дека Селце ги носат со превоз. Так. Селце не се оди за да се извозиш, да поседиш таму и да се вратиш, да јадиш кара. Така. Таму си за да испешачиш одиш? Прво во најблиската околина да се испешачи, 1 сат, 2-3 часа зависи, така неколку тури и постепено, значи, ќе се роди љубов кај секој почетник и чим тој ќе совлада една дестинација, онма ќе побара некоја поголема дестинација, значи чекор по чекор. Треба да се... Сакам да се обратам до сите директори на училиштата, основните. Значи, изфрлете го тоа возење до Селце. Тоа е единствено место кај што одиме сите ние како сме одели како ученици, единствено место е до ден денешен, целта е да испешачат. Ако не ми верувате мене, еве си имате и професори, професионалци во планинарење. Прашајте ги професорите по физичко, изфрлете го тоа. Најлошата работа нешто што сте го воврели. Морам вака и директно да се обратам. Ја често значи го спомнувам истото. Треба тој ден е наменет за еднодневна екскурзија во природа. Апсолутно. И треба ние од самиот почеток до самиот крај да бидеме во природа. Така. Да ја испешачиме, таму да се подржиме, да поиграме некои релаксирачки игри и да си се вратиме назад. Јас сум за тоа. Апсолутно. Така треба и да биде. Тоа треба дефинитивно, сигурно можеш да собереш и мнозинство меѓу наставниците кои што ќе речете во вака не бива и не сме да биде. Те прашав што допрема. Треба да има еден basic планинар, и дали е тоа скапо, дали ги има во поевтини варијанти, оти реално добра облека во планина, сигурно е скапа. За почетник планинар, значи треба некои подобри обувки да има. Секогаш се практикуваат, значи да бидат тоа повисоки, за глуждот да биде обезбеден, да не дојде до некој превиткување. А од страна, значи, на облека, панталони, блузи, вентијаджи на такви, значи не мора да биде. Правиме муавет за планинарење во мај месец, јуни месец, септември месец, каде што условите се добри, може, значи, по кратки ракави да одиш, тренер ќе да облечиш, значи... Кој ќе застуди. Кој ќе застуди, да, си има, значи, работи кои што треба да се бидат посоодветни, оти, како што рековме, планината е непредвидлива, може брзо да изненади. Барем со опрема треба да ја почитуваме. Да, сега да не правиме муавет за почетнички
почетничко планинарење. Сега како ние веќе одиме на повисоки планини, врвови, скачување, значи си има сосема други правила и опрема која што задолжително, значи мораш да ја носиш. Оти таја може да значи живот. Живот да значи. Сега одиме на 3 јануари 2026 година. Едно зимско утро тргнувате на експедиција да го искачите Пелистер. Искрено за ова досега, јас вака јавно немам зборувано. Сакав првично да го зачувам само за мене тоа искуство. По неколку недели размислување и разговарање со стварно стручни лица, планинари, кои што и се нашли во иста и слична ситуација. И тие самите ми рекоа требава да се сподели со сите, за да некој се најде во истата ситуација, да може да барем некој совет да собере или не мора да биде совет, може да види некоја грешка во моето однесување, макар што на крајот од оваа гледна точка, тогаш, во тоа време, во такви услови, се она што сум поставил и што сум направил, излезе правилно. Правилна реакција. Денес да се најдам на истото место, во истата ситуација, може тоа што го направив тогаш сега нема да помогне, меѓутоа во тој момент сега гледано, значи се направиле правите работи во прав момент, за да денес седам тука и да зборуваме. Прво да ти кажам едно огромно фало што одбрав да го споделиш кај нас во тоа. Ја кратко напишав еден статус. Знам дека го напишав. Ама тоа беше кратки црти, поголеми детали вака, само со некои поблиски луѓе споделив и со, како што реков, некои искусни планинари. И интересното ми што јас имав ме копкаше. Сакав да ти пишам, да го снимува, ќе биде супер, ќе биде едукативно, ќе биде добро. Разговаравме да се снимаме за секцијата уште пред неколку месеци. Ајде да видиме, да направиме една тура денеска утре и остана тој муавет. И реков на крајот на криштата, не мора да бркаш ексклузивот, не знаеш дали сака човекот, не знаеш дали сепак е и травматично искуство, али големо искуство за мен. Сега сум благодарен. Сигурно. И ајде да сум побогат за едно големо искуство. Тргнувате и што се случува? Како се најдуваш во таа ситуација да 3 јануари исчезнате планинарот Прилеп? Така, значи тоа беше било ја уште трчав во планината додека се споделила веста и била една вест така која што познатите, моите пријатели ги потресила, најмногу домашните. Тргнавме, значи, денот го гледавме дека условите не се баш најнаклонети, меѓутоа ние имавме одено во такви услови. И како што кажав, за да сакаш да одиш на некои повисоки дестинации, мораш, значи, некогаш и во полоши услови, за да го осетиш сето тоа чувство, за кога тогаш ќе ти се најде, ќе се најдеш во таква околност да знаеш како да делуваш. Тргнавме од инфоцентарот, Пелистер го одиме често, го знаеме доста добро. Тргнавме од инфоцентарот и се движевме по широка, до планинарскиот дом Ловечка, тој е сега изгорен, не постои, меѓутоа има една кујчарка направена, која што може да влезеш и да одмориш. И направивме кратка пауза во таа кујчарка и се упативме кон врвот. До тука временските услови беа добри до Ловечка. Ние знаевме дека... Колку сато е во Ловечка некаде сме околу 10 часот. 9:30, 10 часот. И ни беше олеснителна околност, мислевме дека ни е олеснителна околност, пошто знаевме дека на репетитори горе на антена, на врвот, има смена. Се менуваат работниците, ние ги носат со ратрак, а другите ги земаат и ги враќаат долу. И знаевме дека поминува ратрако
и мислевме ние по ратрако, значи многу лесно ќе стасаме до антена. Арнама тргнавме значи од Ловечка 6 планинари да одиме кон врвото. Како што одевме по полека, условите се влошуваат. Ние пред 2 недели пред тоа бевме, значи и условите беа тука некаде. Така. Се качувавме нагоре на некаде пола пат до антена, имаше двајца планинари, повозрасен човек и неговиот внук. Рекоа ние ќе се вратиме. Се пожали на болки во колената и рече јас не можам да продолжам понатаму, ќе се вратам. Продолживме нагоре 4, има едно место, тоа е најкритичното место, баш тука и мене ми се случи незгодата. Се вика седлото. И на тоа место стварно значи е така како отворено, како насрт и секогаш дува многу ветар, има премногу магла и почнавме значи да влегуваме во тој простор и едниот од 4 вика се враќам и јас назад, вика можам да продолжам, а не сакам. Може направи вистинска одлука човекот. Тука јас... И останувате тројца. Да, остануваме тројца, се замислив, ризикот ми беше ист, дали да тргнам напред или да тргнам назад, пошто веќе и за назад. Беше истите услови, а до самиот врв имаме уште 150-200 метри. Сме Се гледаше се. Скоро близко, не се гледа, пошто имаше магла. Ама ако би немало ако е магла, убави услови, се гледа. се гледа. И може би има уште 20 на минути пат во такви услови до пола часа. И продолживме да одиме тројца. Ја оде во средина, пред мене еден планинар, зад мене уште еден планинар. Како одевме на расстојание од 3-4 метри, тој пред мене полека се губи, полека се појавува, полека се губи, полека се појавува. Да во еден момент целосно го изгубам од вид. Ние уствари влеговме во облак. Видливоста скроз се намали. Во облак. Да, во облакот внатре. Видливоста скроз се намали. Значи магла стана многу густа, што видливост немаше воопшто. Застанав јас вместо, се обидов да му викнам, ама џабете е на дента на тоа место да измериле дека има ветар 147 км на час. На тој ветар, да му викнеш на некого, јас самиот не се го слушам гласот, а камоли на некој што носи подкапа, носи волнена капа и носи капа од вентијага. Јас во тој момент не видов никога овај, а најверојатно ни тој не ме видел, ме има поминато и има продолжено. Значи јас останувам трет. И јас застанав во тој момент, викнав неколку пати, знаев дека не може да ме слушне и продолжив да се движам сам. Во тој момент се излизгав од патот. Едно 6-7-8 метри, ама на нозе, без да паднам, се излизгав од патот. И како што се излизгав од патот, знаев дека сум под патот долу, пробав да се качам, пак на патот. Дуваше толку силен ветер, што ме туркаше назад. Јас стани, ветрот турни ме, јас стани, ветрот турни ме. Истиот проблем ги имали планинарите пред мене, што тргнеа, тие се подвратиле кога виделе дека ме нема, свирели, мислеле дека јас сум вратен назад. Сум се откажал и сум се вратил назад. А ние може да сме биле на едно 5-6 метри растојание, ама не можеме да се видиме. Во иста соба сте не можете да се видите. Да, продолжиле. А не може ни да се слушнеш заради ветрот. Ништо, значи свирели на свирче. Добро, не ви текнало да носите токи воки напред? Не носевме токи воки. Да, ете едно тие грешки. Ти викам, тој ден не промисливме дека може да дојде дова, пошто мислевме Ратрако оди пред нас, ние си одиме по патеката од Ратрако, на секоја тура може да замислиш дека може да ти се случи такво нешто. Тој ден никој не помисли дека може да се случи нешто на антена. И како што се мачев да ги качам тие 5, 6, 7, 8 метри, не знам колку и да се, тоа беше борба. Борба со ветрот и со лизгање надолу. Едноставно губиш енергија. И по едно 10 минути јас сватив дека за џабе се мачам. Дека губам само сила, дека напред не можам да продолжам, дека ништо не се гледа и се обидов да му се јавам на Ратракот. Ратракот, значи, на пола пат не помине нас и продолжи нагоре. Од толку што дуваше ветер, ни трагите од Ратрако не се познаваe.
а камоли човечки стапалки да се гледат. Како што поминува се бриши Да. до секунда. И му се јавувам и му кажувам. Фатев мрежа и му викам, јас сум на тоа и тоа место. Точно му кажувам, 5-6 метри излизган од патот сум, кој ќе слегувате, јас не планирам да продолжам нагоре, да ме земите да се качам во Ратраков и да си слезам долу. Ратраков за колку време оди од до горе и се враќа на таа дестинација? Може за 20 на минути. 20 на да. минути. До пола сат. Не знам, се немам возено во Ратраков, али сметам на такво време, пошто не се гледаше тој лазеше. Так. Не можеше да развија поголема брзина. И тие ми вика, ние слегуваме надолу, чекај ни. И му викам, свирете, затоа што не гледам ништо, значи, че помините, нема да ве видам. И по неколку минути слушам звук од свирка, многу тапа звук, кој што одвај се слуша. Одвај допира. И чувствувам дека се над мене тука некаде. Во тој момент станав, собрав сила и ги качив тие 5-6 метри. Излегов на патот. Арнама Ратракот измина. И ми звона. Вика, не те видовме. Му викам, ме изминавте. Вратете се поназад, викам, само што поминавте на место кај што бев. И ти ми вика, стој тука, се враќам. Во тој момент ми лета телефонот од рака, од силен ветер. Ми лета телефонот од рака и јас несвесно правам неколку чекори да го фатам телефонот. Како што правам неколку чекори, паѓам во провалија. И се лизгам, па едно 15 на метри надолу. Со стапчето успев да го закачам и да се зацврстам во провалија. И како што застанувам, значи, со стапчето, тука го губам едното стапче и десната ракавица. И слушам Ратрако пак поминува над мене. Значи, тој од мене бил на едно 20 на метри. Ја не го гледам Ратрако, а Ратрако е па колку пола просторија, толкав е голем. Големо возило. А ја не го гледам на 10 метри. И втор пат го пропуштам Ратракот. И сега, како да излезам од овде, 15 метри висина. Ветров ме дува право надолу. И едното стапче ше ми остана, тоа дека ми беше продолжен долго за да се подпирам. Го собрав, го намалив за да го користам како цепин. Тоа ми е единствениот пропус во сето што не носев цепин. Ама кој ти мислел дека ќе ти треба цепин? Одиш по широк пат, не мислиш дека ќе дојди до. И не планираш да се излизгаш Да. 20 метри под пата. И го приспособив стапчето за цепин. Јас тие работи некој ги учев пред додам на Алпите, работа со цепин, значи за во случај и таму не ми притребаја, ама еве сега на Пелистер ми притребаја. И по полека со стапчето, една чекора нагоре, две надолу во борби со тој силен ветер, како јас се качив на патов. Се качив на патов, ама очудуваше толку силен ветер, ме носеше. Че ми туркни пак в провалија. Клекнав на колена, го закачив стапчето и сега чекам да поминат да ме земат. Во тој момент размислувам, а исто го размисли и шоферов на Ратракот, дека ако стом напад, дека не може да ме види, че помини Ратрако и че ме направи мелено месо. И се тргнав малку настрана. Почекав едно 5-6 минути, ги немаше. Тие дали во јас дур се мачев да се качам горе, поминали штемнаш надолу и заминале долу, тој мораше да ги однесе, значи овие работниците. Не се начекавме со Ратрако. Сватев дека во тој момент чекав 5-6 минути, дека поиќе не можам да стам тука. На такво време, на силен ветер скоро 150 км на час, на магла, густа магла, видливост нула, и тогаш се испали во секогаш на ранецот имаме една комбинација од термометарче, компас и свирче. Претходно се обидов со свирчето да свирнам, да ме слушне некој, ама свирчето беше замрзнато. И гледам минус 20 степени Целзиусови. И тогаш сватив дека поиќе во такви услови не смем да седам, пошто ако останам уште 10 минути тука, фати хипотермија и тоа е тоа, заспиваш и нема разбудување. И почнав да носам одлуки што ќе правам.
имаше 3 работи. Едната, да тргнам кон врвот, отприлика ориентационно знам кај сум, кај ми се работи, знам кај ми е врвот, знам кај ми е домов Ловечка, знам кај ми е Нижеполе, односно Мало езеро. И ако тргнам кон Врвов, не можам патот да го најдам. Веќе еднаш пробав, се лизнав, видов не бидува. Отпадна тоа од комбинација. Вторава комбинација, тргнам на кај домот Ловечка, имам зискачување на Тумбе и бев премногу изморен од претходно што се јазев низ провалијата. Ептен бев изморен, а и ветрот ми дуваше од тој правец. Кога ќе се свртев натаму, воздух не можев да земам и ми паѓаше капациве, че беше силен ветрот. И третиот избор ми беше да тргнам кон Мало езеро, односно да слезам на Нижеполе во селото. Арнама таму има една опасност, има една провалија, голема со карпи, и ми беше страв само да не појдам на таа провалија во густава магла, да не промашам и да завршам во провалијава. И донесов одлука да одам на таа страна, за Нижеполе, ама да држам десно, за да не одам многу лево на кај таа провалија. И тргнав да одам натаму, за среќа носев на раквица, ја кладов, меѓутоа ракава може ми беше едно 15 на минути без на раквица. Овие 3 прсти до брза уште малку може ми беа како замрзнати. За 15 минути? Да. Еве, и денеска ми се, меѓутоа веќе се одмрзнати, ми беа. На 3 се случкава, снимаме на 18. Да. 15 дена и уште 2 недели уште, значи ги чувствувам како здравени. Прво ми беа целосно, па сега само овие крајни делови. И тргнав, додам натаму. Пополека, прво со стапчето проверував, па пополека нагазував и фатив една добра патека. Таја што ја барав, најверојатно е патеката, значи пошто тргнав јас за по таја патека за да излезам под Мало езеро. Да визуализираме, значи, уствари ти имаш магла, под тебе снег. Само овие делови вака на чизмите си ги гледав напред прстите. Под тебе снег, околу тебе не гледаш ништо. Да. И не знаеш кај цапаш. Па предпоставувам и на крајот излезе дека точно сум одел по тоа што го предвидев и што го предпоставив. Значи, многу битно точни предпоставки да се... Да. И тргнав додам натаму и одев добро, се некои, можеби 20 на минути. Немав сат, не знаев колку една минута ми изгледаше како 1 час. И се додека во движењето насетив дека движам по горница. И јас претходно кажав држев десно за да не појдам на провалијата и како што сум држал десно, сум зафатил малку на угорно. Тука застанав, бев жеден, премногу жеден, од сето претходно, значи искачување со ветро, борби, слизгање. И извадов водата се напијам, скоро смрзната ми беше. И дури не 2-3 пати во цела ова приказка земав снег за да го ја навлажнам устава. Оче ми беше сува. И се напив малку вода, тоа што не беше замрзната, што беше постаната и продолжив додам. И тука сега беше најголемото искушение. Не знам колку време одев, мене ми се чини дека одев 15-20 минути, за еден момент ја да се вратам на истото место каде што пијам вода. Во круг. Сватив дека сум се вртел во круг. И тоа е нешто најлошо што може да се случи во вакви, значи, Што ти поминува низглед, тогаш тоа е и тогаш интересното во целава приказка. седнав и тогаш, може би само во тој момент така малку се разочарав, реков јас вртам во круг, не го изгубив патов. И во тој момент почнав да размислувам што носам во ранецов, а носев стварно многу соодветна облека и на мене, а и резерва во ранецов, можам да речам дека на тој ден на ранецов ми беше со облека повеќе опремен од колку кодев на Алпи. Ги носев, сите работи во ранец ги носев од облека страна. И почнав да размислувам сега што да облечам
мислев дека е 3-4 часа, дека забрзо ќе се стемни и дека не можем да се вратам и дека ќе треба да останам тука, за да не замрзнам, ќе да облечам. Така во седењето седевме 5-6 минути, осетив клепките почна да ми замрзнува фацава, иако носев подкапа, носев капа, носев капата од вентијагата, носев ночари за скијање, додуше тогаш ми беа извадени, пошто почна да ми замглува, да се полна со снег и ги тргнав. И реков, до тука. Значи ти помине таа мисла. Да, во еден момент реков, шо и да биди, мораш да станеш и да движиш. Вместо да смеш да станеш, стравав од хипотермија. Пошто за 10 минути може да те фати на такви временски услови хипотермија. А колку е температурата од прилика во тоа време? Минус 20. Минус 20. Ти кажав пред малку дека ја мерев минус 20, мислам видов на термометар. Што пробувам да си ја визуализирам целата прича, мене цело време ми студи. Почнува се тресам одека, како да ти кажам. А имаме грејење пред нас. Може би температурата беше минус 13 степени, ама чувствот ветров, значи даваше минус 20 степени дека. И во тој момент реков, мораш да движиш, не смеш да седиш, станува и продолжува и додиш. И станав и тогаш фатив тропо на лево, гостев овој десниот дел што го држав цело време од патека и пополека почнав, значи пак се вратив на ова прва патека што си ја движев. И така движев може би уште 20 на минути, за во еден момент да почне маглата да се крева. И почнав да гледам на 1 метар, 2 метри, 3 метри видливост, да видам дека јас стојам на една стрмнина, точно на средина. Нагоре високо, надолу длабоко. И реков сега што морам, ќе слегувам по изохипса. Ќе одам по изохипса и полека надолу, ќе се симнам, ва магла почне да се крева. Реков тоа е тоа. Од прилика знам кај сум, на патекава сум, тука сум, само уште малку да излезам на правиот пат. И во тој момент се лизгам. И тоа ми беше најголемото лизгање во провалијава, па сигурно беше на 40-50 метри. Успев со стапчето се закотвам и пополека се лизгам, долу имаше подлабок снег, не паднав скроз да излизгам провалијава и да застанам во тој подлабок снег. Неколку секунди, пошто лизгање од 40-50 метри е стварно големо. Прво паѓаш наназад, па треба да се отпревратиш, па да го закачиш стапчето во снегот, па да се закотвиш, па така да гоублажиш лизгањето и за да застанеш. И немаше од лизгањето, од 4 немаш никаква повреда. Станав вака, гледам, ништо не ми е, ништо не ме боли, се фајчам, ја нема капата, ми ги нема наочарите, се пулам нагоре, оп, ми паѓа наочарите на кај мене. И реков, добро е, ништо не ти е. И по изохипса, во тој подлабок снег, полека, по пешачење од 10 минути, излегов на предел каде што снегов почнува да се губи. Магла уште имаше, може видливоста се зголеми, ама имаше уште магла. И кога видов во таму далечината трева, право кон тревава. Цапнав на суво, на трева, и тогаш од десно го видов мало езеро. Тебе тревата ти била ко пустина оаза кој ќе биде. Да, вода кој ќе видиш во пустина. И кога видов мало езеро, знаев дека тоа е тоа. Се вратив и дека лизгајнево, ова што беше големо лизгајне од 50 на метри, ми помогна може би пола сат во пешачење. Побрзо си стасал? Да. А беше може би, не знам, 10 на секунди, 15. И излегов на место каде што требаше да излезам, таму каде што тргнав да излезам, само со едно 50 на метри подолу заради лизгајнето. И од тука има еден дол, река, се спуштив до реката и од реката има планинарско патче. И од тука може би 1 час трчање право до селото. Значи на сета таа ситуација со лизгање, со малтретирање, со ветар, ти имаше сила да трчаш. Трчав што да правам. Јас уште кога ми летна телефонот знаев што ќе се случи, дека ќе се крени паника голема. И трчав што побрзо за да
се јавам да кажам дека сум добро. Да дојдеш до цивилизација, да дојдеш до 4 телефон. им тоа трчање имаш и неколку пајџеина кои што не ги забележуваш, трчаш пајџа, стануваш, продолжуваш да трчаш. 4 без 10 јас бев во селото. Влегов во една куќа, во друга куќа, немаше никој, во третата куќа најдов човек, ми даде телефон, му кажав што ми се случи, се јавив и му кажав дека сум добар. Знаеш, тука иде до израз и една способност која што имаш со памтење бројки. Ако мене тоа ми се случило, ја дури не си појдам прилеп, не знам напамет ни еден телефон. И од сето ова, денеска, знаеш, многу дена, многу ноќи така сум размислувал, освен тоа што ги истравматизирав неблиските, за мене е многу големо искуство. Во секој случај, За мене, за понатам, во планина да Рејнето. му е мисла блиските, дека нема да му е баш, како се века, стално И се покоен животот покрај те, ти особено не планираш да прекинеш. така нема. Ние секојдневно со проблеми секакви се случува. Сега треба, значи, да се измисли некој Само ова сакам да ти кажам, се испостави денеска дека сето тоа што сум го направил, сум бил многу присебен во моментот, не испаничив во ниту еден момент и во правилен момент сум донесол правилни одлуки. Дур чекав горе да ме земира трако, ако останев може би уште 5 минути, уште 10 минути, може да сакаш таму. Чекав, че ме најде смрзнат. Или ако седнев тука каде што вртев во круг и се откажев, исто така му ще завршев трагично. Пред се ме чувал Господ, а второ со присебност и со некое искуство кое што сум го имал досега. Успев безбедно да слезам, да се... Искуството, предходни експедиции, обуката која што си ја поминал за Монблан, сето, значи, сето се... Применив, имав некои недостатоци, не морам да кажам, значи прво може требаше да одиме врзани. Да, секако, не може требаше, али спомнав дека ратрак одеше нагоре и дека мислевме дека ќе биде многу, не очекувавме до толку. Очекувавме ние не време, ама и пред 2 недели одевме на такво невреме. Ама до овој степен, толки волки, цепин. Цепин. Значи тие... Да се измисли нешто кое што или да се врзува, да си го врзуваат телефоните со... Недостатоците може да ги бараме до моментот кога останав сам. Од моментот кога останав сам, до враќањето до ниже поле, тоа е се направено како што треба. И денес да се најдам во таа ситуација, да ги направам истиве работи, може би нема да ми падат. Само од тој момент недостатоците, заради одредени недостатоци се иди до непосакувана ситуација. Тоа е станувањето сам. После веќе излегување од таа ситуација. Тоа не може тогаш веќе и да вештините, обуките, присебноста, искуството и сите тие работи. Дефинитивно и физички ги издржав нештото. Физичката припремност. Али кој ќе рече борба за живот. Тука и адреналинно сигурно бил на си ја завршил. Денеска сум благодарен што сум по-богат за едно големо искуство кое што понатаму многу ќе ми служи во планина Рејнето. Кога ќе се емитува емисијава, че ти веќе ќе скијаш на Пелистер, се враќаш на местото на злоство. Значи, и ќе се гледаш на Пелистер, само нема на истото место, да си од другата страна некаде. На Копанки. На Копанки. Пред да ти посакам да си поминеш најаво таму и да се наскиеш, сакам само да те да кажеш една прича која што ми ја спомна, тоа не го знае, тоа во договарањево ми го кажа. Очигледно не ти е ни еден адреналин доволен, ние на планина, па си решили да леташ и со параглайдинг си се занимавал. Кај тоа од каде па и зошто? Малку е ова? Друго? Со параглайдингот почнав едно 10-11 година, 2014-15 така почнав со параглайдерството. Ете, заради адреналинот. Од секој, значи, сум ги сакал со топка спортови, не толку, ама овие вакви што се спортови адреналински ги обожавам.
И исто, значи, скоро 10 години, така, рекреативно летам. И тоа е еден прекрасен спорт, значи, да едноставно си птица. И секој човек, барем мене, си има поставено прашање како е да леташ. Да видиш птица. Има авиони за тоа. Не е чувството исто. Сигурно. И параглайдингот го овозможува. Тој е стварно преубав спорт, преубаво искуство. Кај леташ најчесто? Најчесто ние си имаме еден многу убав терен, еден од топ 5 да речем во свето, Крушево, каде што планината и котлината нудат прекрасни услови за летање и каде што се овозможуваат едни од најдолгите летови, посебно во летниот период. А од Трескавец имаш летано? Да, и од Трескавец имам летано. И од таму колку што? Имам летано од Галичица, од Чар планина, од Пелистер имам од Антени летнато. И од Албанија. И утре ако ти рече или параглайдинг или планинарење, едното мора да го фрлиш. Што ќе фрлиш? Нема, љубовта е иста спрема Ама ти двете. бела мораш. Кој ќе не чини времето за едното, тогаш Значи ти бела мораш. не можам. Тоа е исто како некој родител. Ја не сум родител, ама како што кажува родителите, да прашаш кој дете го сакаш повеќе. Фала ти што не одбра нас да ја раскажеш приказнава, навистина инспиративна, ја направивме, пробавме да ја направиме и едукативна емисија, барем кажавме неколку... Се надевам дека така... Не кажавме колку е висок Пелистер за крај. Кажавме. За Пелистер Ама кажавме? ти не памтиш. 2601 метар. 2601 метар. Фала ти што за муавето, ти посакувам да се поминеш на Благодарам и Пелистер тебе. 5-6 дена. Феноменално скија и за сите нас кои што не ичиме зима, не ичиме снег, ќе си ја поминеме Јас ја обожавам зимава. покрај огништата и ќе чекаме за да се чувствуваме побаво во природа, да нема април, мај кој ќе затопли. Вас фала ви што гледавте, се надевам дека ви беше едукативно, забавно, инспиративно, сигурно е. Се гледаме во следна емисија.